она што сега следува е разговорот токму на оваа тема. Колку едукацијата помага во будењето на свеста за правилно одлагање на електронскиот и електричниот отпад. И со кого би разговарале на оваа тема, ако не со луѓето кои што се директно поврзани во собирање на овој вид на отпад во Македонија. Велам добар ден и добре дојде за Фана Христова, управител на оператор со електронски отпад. Добре дојдовте. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Имавте можност да ги погледнете материјалите предходно. Еве на почетокот, се согласувате ли дека сепак не е толку страшна појдовната точка за нашата свесност за селектирање на електричниот и електронскиот отпад? Страшна не е, меѓутоа не е ни напредна. Нивото не ни е баш многу високо, ако се споредиме со европските земји. Меѓутоа, ако земеме предвид дека тие почнале во 2005 година со грижата и управувањето со електричниот електронскиот отпад, а ние тек во 2015 година, што е 10 години подоцна, сметам дека сме на за овие 10 години дека поставивме некаква основа и ние како Елколект и Нула отпад и останатите самостојни постапувачи кои што работат во државата, да веќе не е прашалник зошто електронскиот отпад треба да се селектира, туку едноставно дека барем основните сознанија дека треба да се врши примарна селекција на отпадот. Она што ме интересира со оглед на тоа што вие сте лиценциран управувач со електронски отпад, веројатно имате и некакви податоци за тоа колку електронски отпад на годишно ниво собирате. Така. Значи, ние како Елколект во текот на минатата година собравме околу 2000 тони електричен електронски отпад. Односно во текот на 24-та, 25-та 1640 тони, со тоа што на ниво на држава, ако биле пуштени 20.000 тони како производ опрема пуштена на пазар, и тоа само од компаниите кои што се во систем, на ниво на држава се собрале 8.000 тони, што е 38% е пристојна бројка со оглед дека таргетот во минатата година беше 35%. Значи, како колективни постапувачи имаме обврска секоја година да собереме определен процент од количините кои што нашите членки, производители, ги пуштаат на пазарот во државата. И тој процент, односно таргет, секоја година се зголемува. Тоа е, сега веќе таргетите некако се многу високи и ни е потребна малку повисока свесност од населението за да може и тие таргети да се постигнат. Дури и земите членки на ЕУ веќе имаат проблем, нивниот таргет е сега 65%, што е прилично висок, дури и таму има проблем сите земји кои што се членки на ЕУ да го постигнат истиот. Дава надеж тоа што велите дека сте го надминале поставениот таргет, но веројатно оптимумот би бил да речеме 50% од отпадот електронски да се селектира и да се собира. Одделно да се веројатно собира. Тоа ќе биде за некоја година, нема да биде така далеко. Нема да биде утре, но во блиска иднина ќе биде сигурно. Да. Апсолутно. Секоја година таргетот ни се зголемува за 5%, така што сега успеваме. Но она што мора да се работи, како што споменавте и самата, е подигнување на јавната свест, едукацијата на децата, меѓутоа може би и едукација на возрастните, затоа што некако децата мислам дека дури ни се поедуцирани од родителите. Без навреда. Меѓутоа мислам дека е така. Децата обично се како сунгери на училиште, кога ќе им каже наставничката или учителката дека нешто треба да се направи, тие дома велат да, ова треба вака. Сега на родителот е малку, ние родителите малку треба да си ги смениме нашите навики
и да го носиме отпадот на соодветното место, што малку тешко ни паѓа. Ние би сакале некој да дојде и да ни го земе од дома. И тоа го правите? И тоа го правиме, да. Се повеќе, еве како податок од оваа година можам да кажам дека имаме неделно 40 повици од граѓани за собирање на електричен електронски отпад само од градот Скопје. Така. Во одделните општини, значи ние веќе имаме договор со 35 општини во државата и имаме поставено инфраструктура. Можам да кажам, истокот некако се подомаќини, затоа што таму и опремата е целосна и се употребува, организираме собирни акции и го носат отпадот, додека останатиот дел од државата малку потешко, можеби потребна е поголема едукација. Нам не ни е тешко еве како медиуми да зборуваме, да едуцираме, да повикуваме. Се заради тоа што овој електричен и електронски отпад, ако заврши на несоодветно место, создава огромни проблеми во животната средина. Така е. За жал, електронскиот отпад, за жал или за волја на вистината е можеби еден од најкомплексните типови на отпад, затоа што содржи смеша од различни материјали. Значи, од една страна содржи скапоцени метали, како сребро, злато, платина, и тогаш луѓето мислат дека овој отпад вреди многу и кога ќе ви се јават да го земете, велат добро колку ќе ми платите за ова. Меѓутоа, од друга страна, содржи тешки метали, како жива, како олово, кадмиум, содржи и критични материјали, како литиум, тантал, индиум. Тоа се материјали наречени критични, затоа што ги има во многу малку земји во светот. И во моментот тоа е најголемиот проблем и потребата за рециклирање на отпадот покрај заштитата на животната средина и секако пред се здравјето на луѓето и овие материјали повторно да може да се искористат, затоа што па од друга страна нивното директно ископување од земјата доведува до поголеми емисии на CO2, тука се климатските промени, ја знаеме и веќе приметуваме дека од година на година се помалку гледаме снег. Барем во нашата држава. А летно време се температурите се повисоки и повисоки. Летно време се неиздржливо високи. Кога веќе споменавте дека овој отпад содржи и благородни метали, само да им да споменеме на гледачите дека е рамно на глупост некој да се обидува во домашни услови да дојде до овие елементи. Да, тоа се траги на скапоцени метали, меѓутоа народот тоа го прочитал, го знае, ние читаме, нема дискусија, само што за да издвоите определена количина која што е логична или некаква што би имала вредност, треба да преработите многу матични плочи за да стигнете до некој грам. Так. Затоа, меѓутоа, од друга страна, присуството на овие штетни материјали во електричниот отпад, кои што на вистина негативно влијаат на здравјето на луѓето и животната средина, предизвикуваат и канцер, и респираторни проблеми, проблеми со бубрезите. Значи, потребна е на вистина технологија за сето тоа соодветно да се преработи. Затоа ние како колективен постапувач, значи, плаќаме високи средства на рециклаторите и воглавно отпадот, значи можеби металите остануваат во државата, додека останатиот дел завршува надворот од Македонија. Едноставно затоа што немаме рециклатори, а и количините, значи за да имате некоја фабрика за рециклирање на електричен отпад, треба да имате големо количество суровина. Да бидеме реални, ние сме мала држава и не сме многу богати. Како што и самата споменавте, за да го смениме фрижидерот, потребно е да неколку пати го поправиме, и кога ќе заклучиме дека поправката е поскапа од набавката на нов фрижидер, да се ослободиме од него. Поради тоа, значи, овој отпад, електричниот отпад, воглавно завршува
надвор од државата, оди во Бугарија, Грција, па можеби подалеку. Меѓутоа, од тоа се регионални информациите што ги имаме од нашите соработници, рециклатори, кои што се рециклира, кои што се лиценцирани, нашиот отпад завршува воглавно во Грција и во Бугарија. Минатата година имавме една несакана ситуација, кога се запали магазинот во Трубарево и кога гореше токму ваков отпад, електричен и електронски. Ние, кои што бевме во Скопје, точно знаеме и што гледавме и што дишевме во тој период, иако се обидувавме да не се отварат прозорците, оние што имаат прочистувачи дома постојано да им работат прочистувачите, оние кои што беа во можност да го напуштат градот, го напуштаа, особено ако беа со мали деца. Ете, таква една несакана случка може да ни покаже зошто всушност треба да го селектираме овој вид на отпад. Токму така. Можеби требаше такво нешто да се случи за да граѓаните едноставно, ми се чини дека тоа беше некако како пресвртна точка кога почнавме да добиваме секојдневно повици од граѓаните дека да дојдеме да го собереме нивниот отпад, иако не требаше, значи едноставно не треба да ни се случи па тек потоа да бидеме, значи не да поправаме, туку треба да превенираме. Сега веројатно е многу важно да продолжиме онака како што се однесувавме по тој немил настан. Значи да не ги чуваме неупотребливите електрични и електронски апарати во домот. Само би сакала да прашам, граѓаните се жалат во анкетата дека нема доволно места, освен за батерии, нема доволно места за одлагање на електронскиот и електричниот отпад. Се жалат исто така и за пластичните шишиња, и за нив велат дека нема доволно контейнери. Една од анкетираните спомна дека нема доволно контейнери ниту за стакло, што исто така се селектира и тоа па може да се рециклира безброј пати. Зошто нема доволно места? Значи, ова анкета беше во градот Скопје. Така. Значи, ние во Скопје имаме договор со неколку општини, како што е општина Карпош, Кисела вода, Аеродром и Ѓорче Петров. И Центар. Значи, во општина Центар имавме поставено повеќе контейнери за примарна селекција на електричен електронски отпад. И тоа што заклучивме е дека беа скршени, преполни со се, само не со електричен електронски отпад. Значи, иако, например, во централното градско подрачје беа поставени до корпите за комунален отпад и до корпите за отпад од пакување, значи, во нашите контейнери редовно наоѓавме од банани, до лименки, до хартија, до пластика, све и по некој електричен уред. Имавме реакција од страна на општината, што е нормално, значи тоа беше грда слика, кога си го видовме контейнерот на што личеше, некој се обидел да го отвори и сето тоа што беше внатре собрано беше излезено надвор и на крај одлучивме дека тоа не е добар начин за градот Скопје. И затоа овие контейнери ги тргнавме. Истото се случи и со Карпош, па едноставно одлучивме дека во градот Скопје ќе ја нудиме услугата за превземање на отпад од дома, затоа што контейнерите не се предмет на вандализам, да бидам искрен. Ова уште еднаш покажува дека бадијала некој се труди нешто да постави на свое место, кога ние граѓаните сме оние кои што уништуваат. Истото се случува и со контейнерите за отпад од пакување, зашто нема за стаклени шишиња, претпоставувам зашто, или за пластика, затоа што некој смета дека тоа е одличен извор за
собран отпад на едно место од кој што потоа може да прави приход, па го вади отпадот, а некој платил за тој контейнер да биде поставен таму и редовно да биде сервисиран. Затоа што ние сме имале, значи, вакви случаи да еден ист контейнер, значи не знам колку пати го сервисиравме, ке ни се јават граѓаните, знаете што ви го штитија контейнерот. Праќавме возило да го земе, да го врати, да го однесе, да го поправи, пак да го врати. Па го заменувавме. И така определен период и потоа заклучивме дека едноставно од тој контейнер не сме собрали ниту едно парче електричен отпад, а имаме многу високи трошоци. Тогаш е подобро и покорисно и за народот да ни се јават на нашата телефонска линија, да отидеме, да се договориме, да отидеме да им го земеме отпадот од дома, него ли контейнерот да стои и на крај прави грда слика. Значи, не само што не е корисен, туку ако е целиот со отпад околу, делува дека повеќе штети него ли што користи. Так. И заради тоа ги повлековме. Да и граѓаните се дел од нив, веќе се навикнаа дека може да се јават на телефонски број и да дојдете и да им го земете електричниот и електронскиот отпад кој што го имаат во своите домови. Што најмногу фрлаат, еве вака како за крај? Што најмногу? Па се. Се. Може би најтешко фрлаат мобилни телефони. А такви имаме сите дома по фиоките. Токму така. Некако најтешко се одделуваме од мобилните телефони затоа што можеби имаме некакви податоци кои што можеби некогаш ќе ни притребаат или можеби некогаш за нешто ќе не мрзи да го избришеме телефонот, податоците што се во него, па некој да не ги искористи и мислам дека тој отпад најтешко се собира и најмалку го собираме од дома, а од останатиот, значи да, собираме баш буквално се. Може би повеќе она што е поголемо, како шпорети, фрижидери, телевизори, па компјутери. Имаме случај да определени граѓани не само што не сакаат да... Значи, ние имаме собирни места во некои училишта, каде што ги посочуваме и на нашата веб страна можат да најдат каде можат да го остават отпадот и велат не, каде сте вие, ние ќе дојдеме да ви го донесеме, значи ама тоа се многу ретки сигурни дека не случајно некој да не го собере од некаде па да го злоупотреби. Али има и такви. Меѓутоа од ден на ден мислам дека свесноста расте, што е многу позитивно. Се трудиме да организираме и собирни акции, наградни акции, и со нашите членки, некакви акции за враќање на стариот уред, па добивање некакви поволности за купување нов, се со цел да го извадиме отпадот од нашите домови. Правите и едукација на најмладите, тоа има можност да го видат и во инсертите нашите гледачи. Значи, се трудите од најмалите до највозрастните да ги анимирате и да ги натерате да се ослободат од она што не им треба, а е електронски или електричен отпад. Така е. Во текот на минатата година ја донесовме во државава и првата вендинг машина за ситен електричен и електронски отпад, затоа што ситниот отпад, кабелчињата, USB-њата, слушалките е вид на отпад кој што најтешко се собира, затоа што некако тој највеќе завршува во соостанатиот комунален отпад. Беше организирано во основното училиште во Кисела Вода, Круме Кепевски, и имавме одлична акција, значи цело едно полугодие учениците го носеа својот електричен отпад, машината им даваше тикет и на крајот ги наградивме 10 ученици кои што донесоа, кои што покажаа најмногу тикети, значи донесоа најмногу парчиња отпад и исто така организиравме едукативна работилница за да ги воведеме и што е тоа отпад и како на кој начин работи машината. Започнавме со караван затоа што у другите училишта кога ја видоа објавата покажаа интерес дека би сакале да таква акција се организира и кај нив, така да сега го преселивме.
ја преселивме вендинг машината во друго училиште. Се надевам оваа година ќе обезбедиме уште неколку машини кои што би ги поставиле во училишта или во некои трговски објекти, трговски маркети, каде што и граѓаните ќе можат, меѓутоа почнавме од децата затоа што тие се некако најдобри амбасадори на пренесување на добрите навики. Господино Христова, јас ви благодарам што бевте денеска дел од нашата емисија. Ако после нашава емисија добиете барем 2-3 јавувања за некој да ве побара и да ви каже да го земете неговиот електричен или електронски отпад од дома, ние сме си ја завршиле, сметам дека треба да бидеме задоволни и дека сме си ја завршиле работата, но ова е тема која што нема да биде актуелна сега и ќе ја подзаборавиме. Ќе бидеме во контакт и секако ќе имаме можност и за следно дружење, гледање и разговарање. Ви благодарам на поканата и поздрав до вашите гледачи. Ви благодарам и вам.